Има енормни разлики во самиот избирачки список, што доведува точно во дилема на она што денеска се појавува. Велам, искуството е богато и велам, суштината затоа е присутна во Министерството на внатрешни работи од она што го има издавано, од она што се почна со изјавата на премиерот дека брзо би се направил електронски попис, што за мене кажа веднаш една изјава дека е тоа тешко, остварливо, за да може така да се направи. Не би говорил повеќе кои се модели постојат во однос на спроведување на попис, комбинирани со регистри, без регистри, во циклуси, традиционални, кои се финансиски средства, кадровски прашања и така натаму, за да се добие. Но присутното е тоа дека само на таков начин, или она што се предлага сега со теренска проверка по сето она што е претhodно говорено, на што е задолжение на Државната изборна комисија, кој што постојано сум во кота, ги знам нивните и кадровски проблеми, ги знам нивните и технички проблеми во однос на кадровската покриеност со стручни лица, во однос на техничката опременост, во однос на кадровските лица кои што работат таму со еден, двајца луѓе, тоа секако не се постигнува. За да на крајот Државната изборна комисија го верификува тој избирачки список кој што е даден внатре и кој што ги има. Искуството говори сосема нешто друго, денови што се прави во базите на податоци на споредба со повеќе институции. Ние негдоште Јас учествував во донесување на првиот закон во државна статистика заради формирање на статистички систем во земјава. Сите меѓународни препораки во минатото и денеска се базираат на споредливост на податоци во однос на исти законски, методолошки, базни податоци кои ќе можат да бидат споредливи меѓу себе. Затоа не случајно и пописот се спроведува на 10 години, заради споредливост на сите земји во светот што спроведуваат попис. Заради тоа се прави и стратегија за спроведување попис. Во учеството на донесување на препораки за попис 2006 година во Париз во јуни месец, на кој што ги усвоивме препораките за сите земји на ЕЦ регионот во Обединетите нации, во 2007 година во Република Македонија се направи стратегија како да се подготви, реализира, обработи, дисеминира пописот. Тоа значи беше временски период кој што сега малку ми е чудо невидено како би се спровело од изјавата на премиерот или како Државната изборна комисија би го направила за тоа за 3 дена. Нонсенс. И тука кажав, не е возможно од следниот аспект, дали сите институции во земјата на кои што се бара компарација на податоците и споредливост ги следат по исти критериуми, по исти дефиниции, по исти стандарди. И сега кога ќе се споредиме, во деноиве денеска, вчера, од она што се случува и во Државната изборна комисија, кои ќе дојдат разликите, ќе видите дека се многу големи. Абсурдите го дава следното. Абсурдите го дава дека ние сите знаеме од она што редовно се следат и од невладени државни институции колку може да има на еден куќен број домаќинства и членови и сето тоа. Во Скопје негде се претпоставува дека има преку 100.000 веројатно гласачи ќе се најдат кои што се на исти куќен број од над 15, над 20, над 30 избирачи во еден куќен број. Нека биде објект од куќа. Нека живеат и 2-3 породици. Кој е тој простек денеска од 2,8, 2,1 или проста репродукција нема на население да има 30, 40, 50 или 60. Тоа се аномалиите кои што ги има во избирачкиот список. Споредени со попис веламе нонсенс. И на крајот само да кажам, заради зголемениот број или големиот број на избирачи во избирачкиот список за разлика од населението кој што се појавува според дефинициите и стандардите е следно. Ние не знаеме колку точно население од институциите во системот кои што не функционираат се во странство, односно на работа на привремена ги крстиме, кои што имаат лични карти. И што е сега споредбата? Вие сте имале 3000 во 2011, 8015 во 2013, во 2014 30-50.000. Сите тие граѓани државјани се наоѓаат во избирачкиот список. Државната изборна комисија не знае кои се тие. МВР како институција и таа не знае за вкупниот број и ги стават во избирачкиот список. Доколку некој сака да гласа, тоа е точно активно, теренско и така натаму, ќе отидете вие. Земете во параметрите и на бројот на населението и во бројот на бирачите, што викаме не, него излезеноста. И утре прераспределување на бројот на бирачи по изборните единици е од лабинска анализа на повеќе параметри. Во која насока? Па видите вие колку излегуваат, примерно во изборната единица 6 на гласање, колку гласали, се испод 50% во поедини општини и така на. Што покажува тоа? Тоа покажува тоа точно на разликите.
на населението и избирачите кои што ќе имаат избирачкиот список. Тие што се надвор од земјава, значи ќе треба да се пријават во Државната изборна комисија, да се извадат од избирачкиот список кој што е валиден и ќе го верификува државната пред и да го верификува ќе се да најавено вид, да се стават во оние бирачи кои што ќе гласат надвор од земјата. Меѓутоа слушаме од Обединетите нации, од Евростат, над 600.000 се надвор. Колку се од 15, 20, 30.000 во тие избирачки списоци кои што се за население во земјата. Колку ќе гласат натре, добро претходно кажа малку население, и во поедини места има дури гласање од 80-90%, а јавноста, граѓаните, соселаните знаат дека тоа население е надвор од земјата. Кога гласале и како, тоа е сосема нешто друго прашање.